Во клиничката болница во Тетово беа доделени 145 решенија за вработување за здравствениот кадар кој со години работел без регулиран статус. На овој настан присуствуваа лидерите на ВЛЕН, заменик претседателот на владата, како и самиот министер за здравство Сашо Клековски. Последниот рече дека овие решенија биле неопходни за функционирањето на болницата и стабилизирањето на кадарот. Тој истакна дека со овој чекор конечно се решава статусот на вработените кои со години работеле со договори на дело на национално ниво. Со овој чекор го закажуваме проектот за вработување на 1500 договорци кои беа ширум земјата. За 1 до 2 месеци ќе следи закажување на вториот проект за вработување на 600 специализанти, значи остануваат во оваа година да реализираме 300 вработувања за специализанти и 22 специализанти ќе бидат вработени во клиничката болница Тетово. Со тоа сметаме дека ќе направиме значајно засилување на човечкиот кадар во клиничката болница Тетово, неопходно за незината успешна работа. Од друга страна, директорот на клиничката болница во Тетово, Ерзен Елези, нагласи дека покрај инвестициите во опрема на болницата пред се е потребен квалификуван кадар. Тој потсети дека овие вработени работеле повеќе од една деценија со договори на дело, а најави дека во текот на септември се очекува отворање на нови огласи за 25 административни работници, 12 технички работници и 22 специализанти. Точниот дит историка per Spitaling Clinic de Tovos, ashtu siç premtuar prej marrjes së mandatit për realizimin e këtij konkursi, edhe bashkë me timin tonë edhe arritëm qëllimin. Me 145 punësimet të Spitalit Klinik de Tovos, arrihet qëllimi dhe funksionimi komplet i Spitalit Klinik de Tovos. Tani jemi në procedurën e sipërt, mendojmë deri në shtator hapet edhe konkursi për administrator, që është 25, 12 punonjës teknik në Spitalin Klinik de Tovos. Mendoj se me këtë numër do i arrijmë edhe qëllimeve tona për të arritur në majat e asaj që mendojmë edhe ne që të bëjmë edhe klinikën universitare. Овие вработени повеќе од 10 години работат со договори на дело, а често излегувале и на протести поради доцнење на платите и непродолжување на нивните договори.